Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Светлиот Дух. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, ова прекрасна ночь и тихованието и стихията, што ни доаѓа од неа, му ја посветивме на Христа Господ. Неговата пресвета мајка, покровителката на ова света обита, и на сите свети, особено светителот Герасим од Јордан, чиј празник го славиме денес. Ова недела, возлюбени во Христа Бога, Светата црква ја нарекува истерување од рајот. Кого? Кој и кого го истера од рајот? Бидејќи темата оглавена со овој наслов ја отсликува суштината и содржината на денешниот празник. До неа тешко дека ќе можеме да дојдеме ако не ги одговориме двете прашања пред малку поставени. Истераниот е нашиот прататко Адам. Зошто? Затоа што го прекрши, го погази, го исплука заветот на послушност. Заветот на послушност не е завет што може некој од некого да го изнуди насила. Послушноста по дефиниција е слободен чин. Зошто сум му послушен на Бога? Зашто го сакам Бога. Оној кој што живе во послушност кон Бога од страх дека Господ ќе му се одмазди за непослушност. Тој не живее во послушност, туку во покорност, во подчинетост. А оној што сака робски односи да гради со Бога и со другите, тој престанува да биде човек. Зашто дарот на слободата е дар Божи, чиј спектар на можности е несогледливо голем. Толку голем, што многу православни философи или европски философи со православна ориентација слободата ја сметаат за страшен дар Господе. Бидејќи ако правилно се употреби, води во спасение. Ако се злоупотреби, во гибел. Па зарад тоа големиот Бердјаев на едно место вели дека постои слобода за живот и слобода за смрт. Пред таа слобода, браќа и сестри, беше испречен нашиот прататко Адам и нашата прамајка Ева во рајот. Се што создаде Господ, сиот свет и планетава Земја и рајот во неа, Господ го создаде за човек, а не човекот за свет. И го назначи Господ човека да му биде господар на сиот создаден свет. А господарството на човекот на светов подразбираше превземање на одговорност за светот.
Тоа што со човекот не се случи. Сведоци сме на еколошката катастрофа, на безбројните војни, меѓу кои повеќето се братоубиствени, на умножувањето на секое зло. И злото со право, вели големиот Флоровски, е прегусто населено на планетава Земја. Но од кај знаеме дека нашиот прататко беше обдарен со таа чудесна дарба, да биде слободен, како што е слободен Бог. Но слободата Божја е несоздадена слобода, како што е самиот Бог несоздаден, безпочетен и безкрај. А слободата човечка е создадена, како што човекот е создаден, со почеток и со можност за безкрај. Или со крај во безкрајот Божи. Најмили мои во Христа Господа. И во рајот се беше создадено за Адама и за Ева. И во адот беа засадени две дрва. Дрвото на животот, од чии плодови нашите прародители требаше без страв да се хранат и без мера, без ограничување, колку сака. И дрвото на познавање на доброто и на злото. За него Господ на Адама му рече: од плодовите на тоа дрво да не јадеш, зашто во оној час која ќе вкусиш од нив ќе умреш. Браќа и сестри, и тоа дрво беше за Адам. Ама Адам се уште беше на млечна храна. Требаше да порасте, да израсте, да оснажи, да стане полнолетен, за да може да се храни и со плодовите од дрвото на познавање на доброто и на злото. Гледајте, драги мои, Бог Адама, нашиот прататко, го става на пост. Адам требаше да пости, но тој не сакаше да пости. Сатаната, непријател, народот човечки, го прелести. На кој начин? Знаејќи ги неговите слабости. А кои беа слабостите на Адама, првиот човек? Умот, очите и стомак. Му понуди плод од дрвото на познавање на доброто и на злото. Тој плод ја разви умната страст и похота во Адама. И понудата на сатаната: земи и јади од овој плод и ќе станеш веднаш тоа за што си создаден од Бог. Адам не сакаше да чека, да зрее, да созрева како личност. Се возгорде. Умната похота проработи во него. А затоа му помогна очите, бидејќи тој плод беше многу убав. Естетската димензија на нештата, без својата етичка и морална подлога, води во гордост. И најпосле со тој плод требаше да го наполни стомакот, да се нахрани. И на трите искушенија Адам им подлегна. И престана да му биде послушен на Бога. До тогаш, 24 сати во секој ден од неговиот живот,
razgovaraše со Бога, водеше дијалог, комуницираше. Неговата заедница со Бога беше цврста и нераскинлива. Се гледаа лице в лице ко Мојсеј со Јахве на гората Синајска. И гледајте, браќи и сестри, што се откажа од заветот на послушноста и љубовта ја замени со сила, тој го сврти лицето свое од кон Бога, кон светот во кој што живееше. На Бога му го сврти грбот. Престана да го обожува Господарот на светот, Творецот на светот. И почна да го обоготворува и да му служи на светот, творбата Божија. Не му служеше на Творецот, туку на творбата. И на тој начин од творбата Адам твореше идол, кумир, Бог на кој што му се поклонуваше и му се подчинуваше. И гледајте, тој го изеде плодот за кој што Бог му рече дека во денот која ќе го вкусиш ќе умре. До тогаш човекот не знаеше за смрт. Од тогаш наваму природата на човекот е контаминирана, затруена со непослушноста, а непослушноста е извонредно токсичен, убиствен грех. И затоа светиот архангел Михаил го исука огнениот меч и го истера од ран. Што се случуваше со Адам откако беше истеран? Се отрезни од пијанството на гордоста своја. И седеше пред влезните порти во рајот и горко плачеше. Го молеше Господа да му прости, да ја обнови заедницата со него, да му допушти да влезе како покајно битие во комуникација, во општење со него. Бог неговото покаяние го приими, драги мои. И денеска Адам и неговата жена, нашата прамајка Ева, се запишани со златни слова во диптихот на светите. И многу наши деца го носат нивното име. И ги слават како покајни, преобразбени битија. Тоа што треба да сме и ние, бидејќи секогаш кога живееме во непослушност кон Бога, се оттуѓуваме од Бога и се најдуваме надвор од портите што водат во рајот. И ни треба солзи, ни треба покаяние, ни треба љубов, не претворство, не лага. Кој може Бога да го преважи? Замислете, дали таткото ке го примеше Божиот син, ако овој доаѓаше со намера повторно да го превари својот татко? Знаејќи таткото на синот вистински покаја, откако поминал низ огинот на искушенијата и го довел во прашање својот живот, својот обстанок, своето постоење, тој му се вратил на Господ. Така и ние, браќи и сестри, истото треба да го правиме со себе си, во однос на Бога и нашите ближни. И затоа Господ го даде денешниот ден. Ние читаме денот на мирот вако
денот на мирот онако, денот на мирот секако, а мир се помалку и помалку има. Колку што повеќе зборуваме за мирот, толку мирот помалку го има. Зашто може ли некој што нешто нема да ни го даде? А кој е тој што го има во изобилие? Бог, браќи и сестри. Бог го има во изобилие. Мирот Божи е мирот што ни треба на сите. На сите на планетава Земја и на севкупното создание Божие, со кого што човекот господари, назначен од Бога да биде тоа. Че треба да се прегрдиме денеска, сите едни со други, и искрено да си прости. Не преправачки, не колку да се види. Тоа што Адама го превари беа очите. Тоа што е видливо и надворешно. А тоа што се случува и што постои зад тоа што се гледа, еден Бог го знае. И за добро, и за зло. Затоа, браќи и сестри, грев голем, поголем од непослушноста, е претворство, фарисејство. Да се фалиме со ништото, бидејќи ништо и немаме. И ако нешто имаме, од Бога ни доаѓа на дар. Негови вечни должници сме. Па тогаш зашто ни е толку тешко да си пристапиме и да си простиме едни со други. И мирот Божи да се зацари во нас. И така измирени едни со други да влезиме во празникот на Великиот Пасхален пост. Амин.